по 12 часот од терасата на мојата куќа го видов пожарот, при што веднаш алармира во пожарното во Берово. Населението за 10 минути сите се собраа и отидоа да гасат. Значи да не се интервенираше брзо, можеше да се загрозат првите куќи. Да. Што ќе кажеме? На населението на Рустиново. Околу колку луѓе рековме? Околу 200. Што ќе кажеме за ваквите луѓе? Чест ми и гордост ми е што се сретнавам со едно вакво младо девојче, а за жал без работа бил. А видите со каква позитивна енергија и позитивна личност се среќаваме и сакам до гледачите да дадат една поддршка на нејниот карактер, да го копираат и другите, да бидат тоа. А посебно сакам од денеска и даваме понуда да дојде во Зеги не од денеска, не од утро, вчера да работи. Такви ни нас требат, смели, храбри, поштени, честни. И уште еднаш благодарност до сите мои селани, што, како што кажува очевидецот, колешката, да за 20 минути цело село горе да биде, дури жени, пак повторувам, со луки, со на носилки на децата биле горе. Така да поздрав до сите морешевци, да бидат исто како мои русинци, а не да одат по кафаните и да пијат, а да им горите горат. Тоа не го зборам со некој конфликт како нив, туку го зборам, го зборам како пример. Еве како може, а и што прават тоа. Па нека се препознаат кој и дали ние тоа го збориме од некој каваски мотив или го како да речем порака, треба да бидеме како вакви колешки и девојче. Шедаш благодариме и од утре сакам да бидеш за. Дигнахме се, станахме и за 20 минути. Моторе, джипове, трактори, това едно село, цело село се дигна. И се изгаси пожар. Значи околу колку рековме? Околу 12, 12 и пол. Вие бевте дома кога се случи? Ние бехме дома, ама бехме легнали. Ние качухме галама од има тогаш стана. И изгасна. Колкава ќе беше штетата, имајќи предвид дека близко? Штетата може и каши и плевни сечи изгореше тука. Голема ќе беше штетата многу. Ама благодарение на селото. Многу активно село. Това го на друго место нема. За 20 минути па излезнаат 200 души горе. Ама имаше 150 сигурно, 100-150 минути. 200 сигурно. Значи сложно тука сите изреагиравте? Нема това да се... Многу светли, да. Не се дешавало така толкова. Тука близко е тука до селото, малку ризично е ако се прошириш. Ја гледа, това е рачно купа. Да, да. Според вас што е причината? Тоа човек е од друго. Човечки фактор, што друго. Това е намерно запалено. Добро, важно, успеавте да... Браво, русици, тоа мога да реши. Да. Браво. Се наоѓаме на местноста над село Русиново, во близина на светото место Свети Марко. Синоќ овде многу брзо се организира русинци, имаше појава на пожар и очигледно дека е човечка рака овде вмешала прст. Прво да се заблагодарам на моите соселани русинци кои покажа дека во Мршевијата испадна најхерои, најдобронамерни, доброчувари на богатството што го оставиле нашите дедовци, горите, а кој немилосрдно сегашна некоја генерација, дрвокраци, се парат шумите и еве овдека некој покушал и го почна од самото место, се гледа дека почна, а овдека гледате каква е шума, се е борова, убава гора, борова, дрво до дрво, тоа сме го садели и ние како ученици, јас во прво делење се сеќавам овдека сме саделе, а некој еве тие веројатно се тие дрвокраците кои вчера исто така завчера бев на Голак, планината кај исто се има таков пожар и сакам да го испоредам овој случај, Готен, поготово Широки дол, во местото бех таму заедно со армијата, со доброволци, немаше доброволци, него пожарникарите и милицијата од Беровската општина. И што забележав таму, да ви кажам, никој освен нив не работеше, ни еден. А еве за споредба, тоа го кажувам, мои русинци, видите, во 2 сата дошле вечерта, само кој цело село. Околу 300 луѓе имаше, сигурно. Жени со мало дете трчале, со мало во рак се го носеле во носилка, да спасува цело село. Малку зафатено, али многу е голем, како да кажам, доприносот на нивното
присуство, Пожртвуваноста. од мало до големо, пожртвуваноста. Такви луѓе ни требат во ова, а не доста ни е со такво партиско делење, овој не дое и веќе крајно време, еве се осеќам незадоволен, несреќен, јас сум многу постигнал во животот. Се имам, али не се осеќам среќен да го гледам така луѓето, тие најдобрите ни избегаа. Во странство ни избега. А тука тие што са дрвократците, сите ги добро знаат, пуни се кршмите, да не може да се знае какви джипови имаат, какви трактори имаат, какви коли, какви капитали имаат, а седат по цел ден во кафаната и ги горат шумите за да имаат утре кажам материјал за да оправдано дека не ја сечат гората. А посебно исто така сакам да напоменам дека ние дозволивме и пред 3 години, кога беше во Пекшо, беа словенците, и тогаш бех ја присутен, и тогаш ги активирав сите мои потенцијали, материјални, морални, људски, од Зегин, разбирате, и моите пријатели. И сега сум овдека на тоа место, тоа е моето место, тука сум пасал овси на тоа место, сега кај што се наоѓаме, и ние тука, како да ви кажем, русици сме, секој пат биле да си го заштитиме прво заедничкиот интерес. И затоа уште еднаш апелирам, поготово до нашите градски идниот совет, ќе бараме ние да додат луѓе кои се борат со луѓето заедно, а не луѓето кои кодошат, кои клеветат, кои не работат и кои поддржават и за ситна пара дават како да речем мрлаци ги ние викаме малишевци, да додат на власт и да управуваат со нашиот имот, со нашите даноци. Тоа го зборам затоа што ниеден во оваа држава не дал данок како мене. Сум дал 1 милиарда данок за моите 35 години Зегин. 1 милиарда пониски цени сум дал на нашите купувачи кои купувале во нашите апотеки. Се прашувам, каде се парите другите со поскапи за милиарда, кој дал колку Зегин што дал? Затоа сум дојден овдека, ги користам последните калории, додов на тоа место да видам и да се уверам, тоа е еден вид за мене гориво, да биде многу појасен, многу по-конкрет и многу по-бестрашен. Реков, жени со деца мали на лука ги носеле. Цело село во пола, 1,5 преку ноќта, од утрото се качиле сите и види, не дозволе. Видите каква гора, ова за саат време, видите каква гора ќе пламтене. Така е. Така да, уште еднаш, право русинци, секој пат се биле и за време и на сите војни, за турци, и во сите незгоди се биле во првата линија. Па затоа и Зегин е може да биде од Русија, не може да биде од друго место.